Општина Новаци и годинава реализира еколошки проекти со финансиските средства што ги добива од Министерството за животна средина и просторно планирање на име загадување од фосилни горива. Новаци, согласно искуствата од изминатите години, во текот на 2016 година ќе реализира изградба на атмосферска канализација, тротоари и водопоила во 3 села во оваа општина. Секоја година општина Новаци, Могила и Битола добиваме одредени средства за загадување, тоа се од фосилните горива, каде што Новаци секоја година добива околу 7 милиони денари и сето тоа ни е предвидено да ги реализираме со еколошки проекти. Во тој дел ние имавме и програма која беше пуштена до Министерството за животна средина и усвоена, и треба да распишеме сега и распишуваме тендери за нивна реализација. Согласно програмата испратена до Министерството за животна средина, планирана изградба на атмосферска канализација во Долгобевци и Долно и Горно Агларци, тротоари во селата Новаци, Гермијан и Рибарци, како и водопоила во 3 села. Наскоро ќе биде распишан и тендер за избор на изведувач на проектите. Покрај овие проекти, во завршна фаза е и проектот преку ИПА програмата Жива историја, жива природа. Имаме предвидено санација и реконструкција на црквата Свети Димитрија во Градешница, а исто така и уредување на партерно уредување на река Коњарка. Со тоа во најбрз рок ќе почнеме, а тука е предвидено и деминирање на делот на Кајмакчалан, каде што во должина од 6 километри и поставување на знаци и клупи за одмор на посетителите. Со завршувањето на проектот Жива историја, жива природа се очекува зголемување на бројот на туристи во овој регион, зашто веќе постои интерес од неколку домашни и странски туроператори.